Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Оваа емисија ја посветуваме на сивата економија во туризмот, во екот на туристичката сезона во главниот туристички центар, една доста актуелна тема. Наши и ваши гости се Злате Муневски и Виолета Блажевска-Терпевска, и двајцата вработени во управата за јавни приходи. Знаеме од оние анализи кои што ги имаме од Стопанската комора, знаеме дека државниот буџет годишно губи половина милиарда евра токму поради сивата економија. Колку ви се штетите во туризмот не знаеме, таква анализа конкретно не е направена, но се претпоставува дека имаме и тука големи загуби. Во летниот период, во време кога имаме зголемен број на туристи, а со тоа и издавање, изнајмување на викендици, апартмани, станови, значи, што е она што треба да го знаат граѓаните околу ова, доколку издаваат под закуп или под закуп на недвижнини? Повелете ви. Физичките лица кои што издаваат во закуп и под закуп недвижнини, должни се приходот што го остваруваат да го пријават во управата за јавни приходи. Тоа ќе го направат со поднесување на електронски системи во системот на услуги, каде што ги поднесуваат пресметките. Независно дали ги издаваат непосредно, дали преку платформите, Booking, Airbnb, Kayak и други. Значи, целиот тој приход тие се должни да го пријават во управата за јавни приходи со изготвување на тие пресметки. Од кога ќе го пријават приходот во управата за јавни приходи, нивната пресметка се разгледува од службени лица во управата за јавни приходи и доколку е во ред, истата се одобрува и повратно, значи, во системот ќе се имаат рекапитулација и налози за плаќање на данокот. Тоа е налогот ПППС-3, кој што може да биде, ако е договорот за издавање на годишно ниво, ќе има 12 налози, кои треба да се ги плаќаат секој месец до 15 во месецот за претходниот месец. А доколку издаваат повеќе пати во текот на месецот, во пократки временски интервали, тогаш треба да направат повеќе пресметки за тој месец, најкасно до 10 во месецот за претходниот месец, а до 15 во месецот да ги платат истите пресметки. Доколку издавањето на недвижнини е меѓу физичко лице и правно лице, обврската за изготвување на пресметката ја има правното лице и данокот се плаќа по одбивка. Правното лице во тој случај ја прави пресметката, го пресметува данокот, го задржува и го уплаќа за физичкото лице при секоја исплата. Така. Каков е данокот? Имаме број. Данокот е 10%. Така што за опремените станови се признаваат нормирани трошоци 15%, што значи даночната основа се намалува за 15%, на остатокот му се смета 10% данок на личен доход. Така. Ни се наближува екот на туристичката сезона, кога во градот имаме навистина огромен број на манифестации и многу случувања, дали УЈП ќе биде на терен и што е она што ќе се проведува? Повелете, Златко. Прво да ги поздравам вашите гледачи. Баш го цениме тоа што сме дел од емисијата и имаме можност да ги представиме нашите мерки и активности кои што ги превземаме во овој период со цел согласување на сезонските дејности со даночната регулатива. Една од мерките е следење на сите тие настани на отворено, концерти, забави, турнири во мал фудбал и некои слични такви манифестации, затоа што истите мобилизираат повеќе луѓе. Кога има повеќе народ, се јавуваат и физички лица и фирми кои што сакаат да се дел од манифестацијата со нудење на одредени производи и услуги. И како резултат на сето тоа, има индиција дека има промет кој што треба да се оданочи. Да, управата за јавни приходи е постојано на терен, особено на вакви манифестации. Во рамки на самиот план за усогласување имаме и кореспонденција со општините кои што ни даваат унапред календар за вакви манифестации. Така, за тие. Контролата ќе биде покрај на следењето на евидентирањето на прометот на официјалните бизниси кои што се на штандовите, исто и на физичките лица кои што поставиле одредена тезга
и продаваат некоја категорија на производи, пуканки и слично. Токму тоа е она за што сакам да подискутирам. Во Охрид имаме безброј тезги, сега и малци и уредени, навистина доликуваат како на еден центар под теркот на европските метрополи, како куќарчина направени, тоа е се во ред. Но какви се нивните обврски? Значи, како ги контролирате нив? Ако прошетаме покејот по плоштадите, ќе видиме дека имат доста поставено такви тезги со продажби, најчесто на храна, разни палачинки, ченки, пуканки, сувенири. Исто така се вршат услуги со превоз на кајчина, катамарани, бродови. Се издаваат педалинки, лежалки и многу други спортски реквизити. Тие сите, значи, пред да почнат со својата дејност, треба да дојдат во управата за јавни приходи и да си поднесат барање за паушално оданочување со данокот на личен доход. Значи, тие барања ги имаме на интернет страницата, можат да си ги симнат, или може да дојдат да ги подигнат во управата за јавни приходи. Во секое време имаме печатени, значи, кога ќе дојдат нормално и дека ќе му пружиме и помош за пополнување. Едноставни се барањата, содржат лични податоци, матичен број, име, презиме, адреса, телефон, мејл за контакт и со која дејност се занимаваат. И најбитно е тука временскиот период, бидејќи тие се со ограничен временски период, например 3 месеци, 4 месеци, некој 20 дена. Значи, зависите од колкав е периодот, толку ќе бидат и оданочени. Така. Значи, сите имаат различни. Да, а може да речеме и ако фирми и физички лица. Не, физичките лица. Зборуваме сега за физичките лица. Се тоа. Да, современ карактер може да има само современ карактер, да, за паушално може да бидат само физичките лица, додека тие што си се со фирми, си се задолжени со фискални апарати, тие си одат со друга контрола. Да, како што кажа колегата, ќе бидат контролирани. Од општина да им дозволи да го постават штандот. Само урбаниот. Да, само урбаниот дел што оданочувањето се оди на приходите на фирмата, пошто така и настапува. Како и за другите правни лица. Да, исто како другите само правни лица. бизнисот го преселиле од дуќанот на поштата. Така го прошириле, да речеме, како мобилна деловна единица стручно. Тука да кажеме дека барањата кога ќе ги поднесат во управата за јавни приходи, значи се обработуваат од службени лица. По обработката добиваат решение за оданочување со со данок на личен доход и уз тоа добиваат и налози за плаќање во банка. Значи, налозите се ПП-пестри, може да се ги платат во банка или електронски, доколку си имат овозможено таков систем на плаќање. Ако да речеме периодот од 1 јуни до 31 август, значи ќе добијат 3 налози. Што треба, да, и тие треба да ги платат, да речеме за јуни треба да го платат до 15 јули. Како што се плаќаат сите електронски пресметки во ЕПДД. Секој нареден месец за претходниот. Така. Значи граѓаните имаат можност сето тоа да го направат електронски. Во делот на закупнините, да, меѓутоа во делот на вршители на дејност од времен карактер со хартиено барање, затоа што тоа не е долг период и не можеме да му даваме такви обврски, затоа што и електронското на некој начин треба бара на старт да се прилагоди обврзникот во смисла да отвори кориснички профил, пријавувањето захтева некогаш да има дигитален подпис, тоа се дополнителни трошоци. Так. Во основа за дејности кои што ги вршат физичките лица од времен карактер, останува хартиеното барање. Да биде поедноставно и да додека за закупнините, да, мора да е електронски, преку системот и персонален данок. Тука можеме да кажеме дека према прошлата година, некако порано е почната сезоната оваа година, имаме многу повеќе барања. Ако лани, да речам, имавме отприлика 130-140 барања цела година, година веќе таа бројка имаме достигнато до сега. Одлично. Тоа се Така добри податоци, може би. Така да сметаме дека пошто е на сред сезона, сметаме дека до крај на сезона ќе имаме доста повеќе барања. Значи доброволно се усогласуваат, нема потреба управата да прави контрола. Ние сепак излегуваме нон-стоп на терен, но има доста што сами идат да се пријавуваат. Да. А користиме и податоци, да речам, од општината, бидејќи таа му дава локации за поставување на урбана опрема, имаме соработка со општината, имаме соработка со капетанија за
пловните објекти, кајчината и катамараните, така да имаме некоја појдовна база на податоци од која можеме да се водиме, да знаеме колку имаме пријавени од прилика, дека имаме непријавени, на кој дел да се излезе на терен и така. Одлично, одлично. Во минатото имаше голем проблем со тоа што многу и на диво се поставуваја. Какви се тука ингеренциите на УЈП? Тоа треба предпоставувам комуналните инспектори да ги отстранат, затоа што во некои полина навистина би се измешали ингеренции. Да, во сферата на неформалната економија, односно работење на црно, и тие ако се од мал карактер и сезонски, тие се во таа категорија. Управата за јавни приходи е една од институциите која се бори со таа појава. Во случајот со таквите физички лица, управата која излегува на терен, првично бара да види кој е органот каде што се регистрирале. Како што напоменавме, има различни форми на регистрација. Дали имат фирма, дали се паушално доночени преку комората, дали поднесле барање за одвремен карактер, доколку нема ништо им укажуваме најпрво советодавно, едукативно, кои се нивните обврски за да се усогласат. Да го направат тоа. Да. Најчесто го прифаќаат физичките лица тој начин. Казни тука нема. Вие им укажувате дека мора да се регистрираат. Да. Им укажуваме и даваме одреден рок. Некои доброволно се одлучуваат да престанат да го прават тоа. Оние кои што продолжуваат, понесуваат барање, да. Данокот не е воопшто висок, со оглед на тоа дека се работи за многу мал обем на трговија. Така, тоа са на тезга, со пченки, колку може и да заработи реално за да... И понекогаш е многу и тешко да го измериме ние тоа. Апсолутно. Некогаш има фреквенција на народ, меѓутоа не значи дека сите купиле. Апсолутно не, точно не може да се раководиме од тоа. Меѓутоа мора да се усогласени ради нелојалната конкуренција, затоа што некој истиот производ, пченка или пуканки, продава во локалниот дуќан. И реакцијата е најчесто од нив. Така, а тој плаќа и јадници давачки, вработени, а овој ќе се намести пред дуќанот и ќе ги продава и тогаш е поконкурентен, многу јасно, тоа не плаќа давачки, ќе продава и поевтино. Повеќе страни во случајот треба да се видат и да се излези во пресрет на сите. Тоа не е задачата и мисијата. А и да се помогне на некој начин и на локалното население. А и да се намали и сивата економија. Ајде малку да подискутираме за сивата економија во хотелско-угостителскиот сектор. Какви се вашите информации? Се затајува ли данок во угостителските, во хотелските објекти? Дали секогаш се издава фискална сметка? Кој би сакал прв околу ова? Ајде, Злата. Да. Кога станува збор за официјалниот дел, тоа се хотели и објекти кои што издаваат апартмани, тука на некој начин е полесно да се следат, затоа што согласно планот на управата за јавни приходи, таргетирана група се во летниот период. И деночните инспектори и контролори секако дека ги посетуваат и хотелите, особено таверните и рестораните. Информациите покажуваат дека да, има и такви појави, меѓутоа не се толку изразени колку што е изразено во угостителските објекти и рестораните кои што се низ чаршијата и покрај кеот. Кањев искуството кажало дека почесто го прекашувале тој дел. Официјално како хотели многу малку искуство. Значи повеќе рестораните и Да, тие кои што се на некој начин, затоа што хотелите најчесто аранжманите се со полупансион, цел пансион и на некој начин тоа е регулирано. Евидентирано. Да. Така. А додека во угостителски објект, ресторан, имаме, влегуваат гости, излегуваат, други доаѓаат. И тука имат. Затоа има и почести контроли. Во текот на летната сезона може да кажам дека речиси секојдневно има било инспекции од УЈП, било од некогаш комбинирано со пазарната инспекција. Некогаш ги има и заедно, точно и во придружба на полиција се оди, така да. Се влијае да расте свеста да не се. Тука мислам дека треба малце и граѓаните, односно потрошувачите да се преземиме. Јас мислам дека се бараат веќе фискални ради да се бараме фискални сметки со цел да биде по реална. Така, ама веќе со ова скенирањето од кога почна мој дедеве, мислам дека македонците
Не зборувам за туристите, затоа ги делам македонците во однос на македонските граѓани во однос на странските туристи и си бараат. И треба да си бараме, затоа што од тоа зависи полнењето на буџетот, точно, функционирањето на буџетот, кој се полни има за се. Државата, така е, ќе може да се инвестира во здравство, има и подобра клима за бизнисите на самите. Во самата таа борба со сивата економија значаен дел се и населението. Прво да му се развие свеста што значи плаќањето на даноците, второ да сами да придонесат да се изгради имиџот на градот и на туристичкото место, конкретно за Охрид. Нечесто сме сведоци на поплаки од странски туристи за нереални цени на услугите. Интернетот сега прави чуда и таа информација се шири, сите ја споделуваат. Сведоци сме што се случувало со Хрватска, која што драстично ги намали туристите ради такви информации за нереални цени. Така да пред локалното население треба да го има тоа во предвид. Не се добива ништо ако некој странец се измами во смисла да му се наплати нереално. Што тоа е на кратки патеки, денес се заработува ситно, меѓутоа се губи. Ако холаѓаните и денес идат и се задоволни, треба не само холаѓаните, да се привлечат и белгиците. Така и останатите европски, па и широм. Затоа што институциите како институции не се во толкава моќ да постигнат секаде и да го спроведат. Апсолутно, и илјадници инспектори да имаме на терен, не може да се успее бидејќи имаме илјадници кафани, ресторани, хотели. Најважно е тоа да се работи малце на подигнување на свеста. Би сакала овде да споменеме чисто околу кадарот, тоа е секако работа на трудовата инспекција, но се случува ли во лето да се затекнуваат лица кои што работат, но тука губи и УЈП, во смисла да не се плаќа данокот на личен доход. За неосигурани лица, нели, кои што работат без договор, нема осигурање, нема официјална плата која што се врди преку нашиот систем и се губат тука придонеси пред се данокот на личен доход. Се случува, меѓутоа, тоа се координирани инспекцијски контроли во соработка со трудовата инспекција. Заедно ги правите. Да, заедно. Тие го преземаат тој дел околу начинот на вработување, меѓутоа мислам дека пред неколку години се овозможи на угостителските објекти да ангажираат практиканти, особено во летниот период, точно, на некој начин да се избалансира. Практика која што ја користат сите развиени туристички земји. И треба да им се овозможи да имаат и практиканти. Затоа што некогаш и на самите бизниси не му е исплатливо да вработуваат, да речеме, со сите нишани вработен за така за краток период. Бришење на масите или подигање на и за 2 месеци. Да. Многу е краток период. Меѓутоа на некој начин и тука државата се изборила да направи некој решение. Да ги споменеме и туристичките водичи. Колку тие пријавуваат данок и како тоа го контролирате, Виолета? Туристичките водичи исто така подлежат на оданочување со законот за данок на личен доход. Така. Значи, тие својот приход кој што го остваруваат, може да го остваруваат од индивидуални групи или да бидат ангажирани од туристичките агенции. Доколку тоа го прават индивидуално, тогаш треба да си направат сами пресметки, како што рековме, во услуги, односно да си направат ЕПДД пресметка. Тука исто така едноставно е пријавувањето, внесуваат лични податоци и приходот кој што го оствариле. Од која ќе се разгледа пресметката, се одобрува од управата за јавни приходи и добива повратно налог, исто ПППС3, кој што може да си го плати, исто како и другите налози и како физичко лице. Доколку не е сигурен дали туристичката агенција, бидејќи ако е преку туристичка агенција, агенцијата го плаќа данокот по одбивка, а доколку не е сигурен дали му е точно пресметан и платен данокот, тоа може да си го види со годишната даночна пријава, каде што се собрани сите податоци од сите фирми за сите приходи на физичките лица. Доколку има нешто недостаток, треба да направи корекција, исто ќе се направи преку годишната даночна пријава и нормално со доказ кој што се доставува кај нас за да ја прифатиме корекцијата. Така. Добро. Значи, има и тука некоја свест се пријавува, да речеме. Има. Си пријавуваат електронски пресметки. Така. Олеснете начинот со електронските пресметки, си го прават од дома. Така. Нема потреба да губат време да идат кај нас. Така. А и во лето се преангажирани и тие се навистина во
во големи гужви. Ај тука споменавме Злате околу и илјадници да ги има инспекторите, кога е ниска свеста, е ниска свеста. Колку даночни инспектори има во Охрид? Во овој регион или регионално? Да. Управата за јавни приходи е организирана по регионални дирекции. За овој регион, Охрид, Струга, Ресен, Демихисар и Битола е регионална дирекција Битола. Постои регионален даночен инспекторат и сите инспектори се под тој даночен инспекторат. Да, не се организирани, да речеме, по градови, Охрид, Струга. Физички, да, има инспектори што се охриѓани, нели тука се физички во управата. Меѓутоа, на регионално ниво тоа се организира. Впрочем, тоа и не е некој хендикпек ако имаме недостаток или слично, затоа што голем дел од инспекциите се организираат на републичко ниво. Па така може да дојде инспектор тука од од други градови, од Крива Паланка, од секаде. Така да управата ги користи сите постоечки капацитети, секогаш работи на полето да се подобрат истите, да се зголеми ефикасноста. Впрочем, даночните инспекторати често одат на симпозиуми, обуки, предавања од даночни експерти од странство, од Европска унија, се со цел да има усогласување во тој дел и да се стекнат со нови вештини. Така, со повеќе знаење, како да откриваме затајувачи. Да, тоа ми е работата. Така. Ме интересира колка ви се казните, колка ви се глобите за оние кои што затајуваат данок. Верувам, тоа е различно зависно од обртот, од обемот на работа. За физичките лица кои не поднесле ЕПДД пресметки, глобата е од 50 до 250 евра во денарска противредност. За вршителите на дејност, трговците поединци, од 100 до 250 евра во денарска противредност, а додека за правните лица е различно према каков субјект е, дали е микро, мал, среден или голем даночен субјект. Зависно од категоријата. Да, од категоријата во која спаѓа. Се движат дури и до 10.000 евра. Да, и до 10.000 евра. Исто така ке правните лица има глоба и за одговорното лице во правното лице. Плюс така да. Глоба. Добре, високи. Високи се глобите. А имаме ли лица кои што постојано повторуваат? Сега нема да кажам примери, но ева во градот Охрид јас имам видено 2-3 објекти кои што по 3-4 пати беа затворени од УЈП. Да. Во времето кога имаше такво, истиот објект 3 до 4 пати лента затворен. За жал, иако прекршочните закони се прилагодија во смисла ако некој ја повтори грешката втор пат и трет пат и глобата да види. Да, со одмерување на глоба. Меѓутоа за некој тоа најверојатно нема едукација. Ниту казна. Не влијај, да. Дали станува збор за недисциплина, дали не знаеме, меѓутоа да, се случувало. Да, и не исти личности, и не исти фирми. Да ги повторуваат делата. Меѓутоа треба тие да менат свеста и да знаат дека имиџот на бизнисот е фактички тоа. Да, плаќањето или неплаќањето. Така. За крај би сакала да ве прашам, дали како држава имаме мерки, имаме ли стратегија за ефикасна борба? Споменавте, учиме, се оди на симпозиуми, се гради. Имаме ли некоја стратегија како да се бориме? Напоменавме, не е едноставна работа и не е само на една институција целото тежиште. Голем број се вклучени институции, на национално ниво постои акцијски план според кој се постапува со цел да има усогласување, со цел да има координирани настапи на терен од трудова, пазарна, УЈП, и МВР често пати се вклучувала, се со цел да се намали тој дел од неформалната економија. Управата за јавни приходи конкретно, впрочем и мисијата наша е таква, собирањето на даноци да го поедноставиме, да ги натераме луѓето на доброволна основа тоа да го прават без да има непопуларни мерки од казнувања, опоменувања и слично. И во таа насока ние како управа за јавни приходи секогаш работиме на нашите капацитети да бидеме ефикасна даночна администрација. Сите тие електронски алатки кои што му се надофат се во таа насока. Да видат дека пријавувањето не е некоја сложена работа, не е бирократска работа, него е со електронско поднесување на податоците, доброволно и на некој начин тој дел од сивата економија, од една од причините често и бирократската администрација и слично, управата има многу направено тука. И во иднина ќе прави, со воведување на нови дигитални софтвери и така натаму. Виолета, да не сакате нешто да додадете или да испратите еден апел?
Може би, еве, преку ги повикаш медиумите да не заедно. одиш на терен, да дојдат сами. Институциите, сите сме Би заедно. сакале ние. како управа за јавни приходи да испратиме порака према даночните обврзници, сите дополнителни приходи што ги остваруваат нарочито во овај временски период карактеристичен за нашиот град, доброволно да дојдат да си ги пријават во управата за јавни приходи. Доколку тоа го сторат, нормално подобро и за нас, подобро и за нив. Така, така. Ви благодарам многу и на двајцата, верувам малку и едукативно влијавме со ова ваше гостување. Ви благодарам на издвоеното време, пораката од емисијата би била не затајувајте даноци, пријавувајте. Ви благодариме на вниманието. Фала и вас.